Ви благодарам за присуството. На почетокот и од моje име сочувство до семејството на починатото момче. Јас изминатиот период бев во комуникација со дел од членовите на неговото пошироко семејство. За жал, ситуацијата беше тешка уште од самиот почеток и покрај тоа што се превзема буквално се, за жал ситуацијата беше таква да немаше да може да се помогне со ниту една медицинска современа поставка, како и што впрочем се аплицираше на местото каде што се лекуваше. Сочувство уште еднаш. Во однос на поводот за што сме денес собрани, најпрво дозволете да изразам признание и честитки до градоначалникот, до председавачот на Советот, сите советници, вработените во службите во општина Струмица, во комуналното претпријатие, во делот на урбанизам и планирање, затоа што навистина со дела покажуваат како се развиваат и имплементираат проекти кои што суштински работи менуваат во градот. Имено ова ќе биде практично една цела нова населба, мини град во град, кој што, како што гледате, потекнува од нула. Тука нема ништо. Еве сега веќе немаше ништо, има канализација, има водовод, има струја, има улица и ќе почне во следната и последна фаза и градбата на објектите. Им честитам и на сите кои што ги спомнав, поради тоа што се доследни на социјалдемократските политики, а тоа е никој да не биде оставен по страна, тука пред се мислам на најслабите. Имајќи предвид дека оваа населба ќе биде населба во која што ќе се сместат луѓе од навистина ранливи категории, кои сега во овој момент живеат во субстандардни услови, во небезбедни услови и на местото каде што живеат многу блиску до магистрален пат, многу често децата претрчувајќи преку тој пат го ставаат на ризик и сопствениот живот. Значи, од аспект на сообраќајот има една многу небезбедна компонента во целото тоа функционирање на местото каде што работат сега. Така да, во овие 118 единици, навистина во соодветни стандарди, сметам дека квалитетот на животот на тие луѓе значајно ќе се зголеми и дополнително инфраструктурни проблеми кои што ќе се решат и во останатите делови на Струмица блиску до оваа населба, пред се тука мислам во делот на водоснабдувањето. Ова е само еден во низата на крупни проекти. Пазарот, автобуската станица, електричниот автобуски превоз, практично прв град на Балканот кој што има ваков тип на јавен превоз. Уште еднаш честитки и посакувам и во идни неуспешни проекти.